Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Училиште на животот, дел 2, казната. Се славела победата. Не победиле со оружје, туку Бог направил зидовите на градот да се урнат кога дувале во рогови. Со Бог на нивна страна, израелците набрзо ја освоиле целата земја. Победниците славеле, но еден човек тајно се вовлекол во неговиот шатор. Исто како прекршител во сообраќајот, тој намерно тргнал против Божиот знак "Не кради". Не плашете се, градот е ваш. Но следете ги моите заповеди, никој да не земе ништо за себе од пленот. Бог секогаш го мисли тоа што го кажува, кога нешто ќе заповеда. Но Ахан не го сватил сериозно. Што гледам под урнатините на Ерихон? Прекрасна вавилонска наметка, злато и сребро. Не можам да го оставам таму. Никој нема да ме види како го земам. Немало радар да ги забележи неговите постапки, но Божјата видеокамера го видела сето тоа. Божјите очи го следеле Ахан дури и во неговиот шатор, каде го закопал богатството. Тогаш требало да се освои следниот град. Шпионите донеле добри вести. Исус Навин, Гаи е мал град и 3000 војници можат лесно да го заземат. Но се вратиле поразени и 36 мажи загинале за време на нивното бегство далеку од градот. Исус Навин викнал кон Бог. О, Господе, зошто се случи ова? Зошто не ни помогна? Бог му одговорил на прашањето. Вие сте виновни. Некој украде нешто. Направете го правилното и тогаш ќе ви помогнам. Потоа се било откриено. Ахан признал дека украл. Еден човек сгрешил и другите морале да страдаат. Ова се случува исто како кога некој вози на црвено светло, удира некого и го убива. Прекршителите во сообраќајот треба да платат. Но на Бог не можеме да му платиме со пари. Праведниот Бог бара смртна казна за оние што не ги почитуваат неговите заповеди. Ахан умрел со каменување во долината на несреќата. Сега слушај добро. Праведниот Бог е и Бог на љубовта. Казната што ја заслуживме јас и ти, ја плати Исус кога умре на крстот. Ако веруваш во Исус кој умре за тебе и воскресна, тогаш Бог ќе ја искине твојата казна. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!